Сега е 19 часот и 23 минути, време за разговор со нашиот и ваш гостин, почитувани, овој пат господинот Страшо Ангеловски од МААК, со кого ќе ги анализираме актуелните случувања во Македонија. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинкот и со звучниот сигнал, се разбира. Господине Ангеловски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме за помошта и разбирањето. Не спасивте како што Исус го спаси Лазара. Добар ден, добро вечер. Како сакате, нека е за многу години денот, нека се за многу години празниците, оној вчера што помина, овој денес, оној утрешниот светници. И тука сме секогаш нели расположени за да поразговараме. Така. Еве повторно се слушаме, се гледаме, се надевам дека ќе немаме никакви пречки. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Ангеловски, ви благодариме и уште еднаш што ни изгледаковте во пресвет и ја прифативте поканата, а со тоа ги удостоивте нашите слушатели и гледачи на Македонски корени, а се разбира и нас како уредници и водители, така да денес да не останеме без интервју. Наша грешка, опростете што во последна секунда, во половина час пред да се појавите, ве поканивме, ви објаснивме ситуацијата, го помешавме времето, а меѓутоа што е тоа тука е, во следниве 50 на минути сакаме да се обидеме да направиме анализа на поважните актуелни случувања во Македонија и она што не очекува во следниот период. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти, но и оние кои покасно ќе не следат. Ајде, повелете. Разговоров сакам да го започнеме со една тема која подолго време не се трга од дискусот на албанските политички партии, а е поврзана со уставните измени. Минатата недела новиот министер за правда, Кренар Лога, покрај вметнувањето на бугарите и други помали етнички заедници во уставот, го реактуализира и прашањето за бришење на квотата, односно формулацијата 20% од населението кое што зборува албански јазик, со што ќе се официализира и во уставот. Дали очекувате да се случи тоа и доколку се случи, дали со тоа ќе се докомплицира процесот на уставните измени? Према вас, кој е мотивот за ваквите изјави, дали со ова се доцртува стратегијата на албанските политички партии, дали со евентуалното изначување на албанскиот јазик со македонскиот во суштина ќе се промени уставниот карактер на државата и кој ќе биде крајниот резултат од тоа? Во секој случај, таквото решение кој го предлага човекот кој нели сега е министер, јас дури ви се чудам како му го знаете името, толку непознати анонимни луѓе. Да, знаете, непознати анонимни луѓе кои се никој и ништо, луѓе кои биле келнери до завчера, еве како што гледате со новиот директор на Македонски железници, денеска стануваат директори, стануваат министри, стануваат се нешто во оваа држава и потоа излегуваат дури со тези кои се спротивни на уставот на државата, со тези со кои треба да се промени и да се редефинира уставната положба на државата како унитарна држава. Нивното решение, она што го бараат, би било вовет во федерализација, вовет во двонационална, бинационална држава, каде што двата народи би биле носители на суверенитетот, што не е далеку од понатамошното барање за две федерални единки внатре во федералната држава Република Македонија. И од тука не е случајна нивната игра и нивното барањето на албанската политичка елита, која за жал, јас кажував уште 2001-та, кога се носеше тој така наречен рамковен договор, кој беше условно речено осмислен, беше голема измама, меѓутоа беше исто како што е нели Преспанскиот договор, исто како што и договорот со Бугарија, тоа се големите измами кои му се сервираат на македонскиот народ. Рамковниот договор беше кажано дека ќе биде рамка во која ќе се затворат барањата на албанското малцинство во Република Македонија,
откако земајќи оружје со терористички акти дојде до тука да се седне на маса и да се потпише таков. Јас и тогаш реков дека овој договор само не е дека ќе биде рамка, туку ќе биде една непрекината спирала каде што ќе продолжат и понатаму барањата на албанското малцинство во држава и се покажа како точно вие гледате и знаете дека од 2001-та наваму ние одиме по таа спирала и само се движиме по нагорна линија по таа спирала, каде што барањата на албанското малцинство во Република Македонија немаат крај. Крајот најверојатно во нивните глави е замислен, откако тие ќе станат суверени носители на сувереноста на Република Македонија, а македонскиот народ нема да постои и ќе биде избрешен. За жал, се им оди во прилог, она што го одработи Заев, она што го направи со договорот од Преспа, она што сега сакаат да го направат со договорот со официјална Софија, оди токму натаму, да се избрише постоењето на македонскиот народ, да се сочува албанскиот ентитет, да се сочува постоењето на албанскиот народ, конститутивен народ во Република Македонија. А ние, сум го говорил ова многу пати, ние македонците да имаме можност да се определуваме како асимилирани северно-македонци или како бугари и никаква поинаква можност, исто како што се случува во окупираните делови во Бугарија и Република Грција, каде што македонците немаат право да се официјално да се представуваат како македонци. Многу често премиерот Ковачевски, но и скоро сите од владеачкото мнозинство ја трујат македонската јавност дека и на нив им било многу мака што се откажаа од името и од се што има македонски корени, но немале друга алтернатива. Пред некој ден го слушнавме премиерот Ковачевски кој беше во посета на Словенија и оттаму поточно на интервју за РТВ Словенија ја испрати истата теза дека сочувствувал со, како што тој рече, цитирам, тие одлуки можам слободно да кажам дека предизвикуваат мачнина кај најголемиот дел од нашиот народ, исто и кај мене, и јас ги делам тие чувства, меѓутоа од друга страна ние како држава немаме друга алтернатива. Единствената алтернатива на СМ Македонија и она што е зацртано во стратешките документи на нашата држава е интеграцијата во НАТО и интеграцијата во Европската Унија. Завршен цитат. Ваш коментар за сочувствувањата на Ковачевски и на целата влада и од кого и зошто се плаши да го изговори името Македонија и македонски народ, туку во 99% од неговиот говор ги користи зборовите нашата држава, нашиот народ, а останатиот 1% ја споменува новата кованица со Македонија. Значи, јас ќе морам грубо да одговорам на ова прашање, едноставно човекот лаже. Значи, лаже кога зборува дека чувствува мачнина, лаже кога кажува дека сите тие во СДСМ чувствуваат така, дека им е тешко што доведоа до промена на името. Знаете зошто лаже? Затоа што дефинитивно тие, никој од нив се уште нема обврска да го користи тој термин, немаат обврска да ги менуваат имињата на националните институции, како што е Македонската опера и балет, да речеме, а тие истрчаа и избрзаа да го сторат тоа. Ами, ако тебе ти е тешко да го менуваш името, зарем ќе трчаш уште во моментот кога не си обврзан со ниту еден договор тоа да го направиш. Ние тоа и такво срамно и капитуланско име ќе мораме да го користиме дури откако ќе се отворат поглавијата, па со секое отворено поглавје во рамките на тоа поглавје ќе треба да се менува името и да се користи тоа име. Значи дека ниту чувствуваат мачнина, ниту чувствуваат потреба, едноставно тие луѓе, нивните дедовци, нивните татковци беа слуги на еден друг режим, беа слуги на тогашната српска политика во тогашната СФРЈ и на тие луѓе им е сеедно дали денеска ќе бидат слуги на овега или на онега, дали тогаш се чувствувале како југословени, денеска се чувствуваат како северно-македонци, основно кај нив е дека никогаш не се чувствуваат како македонци. И тука е проблемот, ние македонците со нив и со таквите имаме проблем цело време. Ние македонците со нив и со таквите низ вековите и низ децениите на назад сме имале проблем. Значи да резимираме, господинот кој се представува како премиер лаже.
По констатацијата на новинарот дека за време на посетата на Македонија од страна на австрискиот претседател дека сме биле охрабрени уште еднаш да го промениме уставот со цел да влезат бугарите во преамбулата, следуваше прашањето дали слична таква порака била кажана и во Љубљана од страна на државниот врв на Љубљана. Ковачевски наместо директен одговор рече, цитирам: пораката која што ја испрати претседателот на Австрија, меѓутоа и сите други странски државници од европските и од НАТО земјите се многу директни и се исклучително во насока да ја поддржуваат со Македонија во своите аспирации. Ковачевски одбегна да му даде конкретен одговор на новинарот и наместо тоа се задржа на наводните придобивки на Македонија и македонскиот народ од досегашните храбри чекори како што биле Охридскиот раковен договор, договорот од Нивици, договорот за добрососедство со кој Македонија излегувала како победник, а на граѓаните им донесла бенефити. Како гледате на овие негови изјави? Кои се тие бенефити за кои говори Ковачевски? Ги гледали бенефитите македонскиот народ и македонските граѓани? И за која победа зборува Ковачевски што ние не можеме да ја видиме? Значи, на секое ваше прашање, кога станува збор за тие луѓе кои даваат такви изјави, наједноставниот одговор е дека лажат. Јас навистина прв пат така грубо ги користам овие зборови, меѓутоа веќе почнаа да претеруваат во измамите кон македонскиот народ. Ами ние навистина овој народ веќе ги согледува нештата, навистина ги едноставно свати дека она што беше лажен и прелажуван пред да се одржи референдумот, пред да бидеме насилно втурнати во агресивната воена организација НАТО, дека сето тоа сега се покажува како измама. Ами се сеќавате на билбордите кои беа редени низ Република Македонија, на кои пишуваше дека веднаш после влезот во НАТО, веднаш после промена на името, ќе имаме бесплатно здравство во целата Европска Унија, дека ќе имаме ова или она, дека Facebook и Google само што не влегле на северната граница за да отворат тука нели нови работни места. Сето тоа се покажа дека е една голема измама. Едноставно доаѓа корумпираните европски бирократи, кои јас на моја изведеница ги нарекувам кореврократи. Тоа е најкорумпираната заедница кои постои во моментов на земјината топка. Тоа се луѓе во Европа извлечени од нигде и никаде, кои ниту се залагаат за националните интереси на собствените држави од каде што потекнуваат, а не пак ќе им мислат добро на Република Македонија. Одново со нови лаги и со нови измами, македонскиот народ треба да биде доведен во ситуација да ги прифати уставните измени. При тоа се користи една реторика која веќе станува одвратна, тоа е европскиот пат, пак европскиот пат, се нема ниту креативност, се нема ниту желба да се стори нешто, да се отвори македонскиот пат и упорно се зборува за европскиот пат. Ами ние и сите кои не се за тој така наречен европски пат, веднаш се непријатели. Ние знаеме дека во времето на СФР, кога беше отворен југословенскиот пат, кога не можеа да понудат на татковците и дедовците на овие денешни владетели, кога не можеа да понудат ништо, не знаеа како да работат во интерес на Македонија, го нудеа југословенскиот пат. Денеска, кога не знаат и кога не направиле ништо во интерес на овој народ и на оваа држава, ни го нудат така наречениот европски пат. Јас имав еден текст во кој напишав една реченица која важи постојано. За добриот слуга не постои лош господар. Ете, тоа е она што се однесува за актуелната власт во Република Македонија. Не е битно за нив кој ќе биде господарот, битно им е тие добро да му слугуваат. Тоа и се случува на Република Македонија. Јас се надевам дека овој народ измамата повтор пат нема да ја прифати. Пред некој ден апелација одлучи да ја поништи пресудата на Основниот суд за случувањата од 27 април, но само за оние кои се товарат за нарачатели и постапката повторно ја вратија во првостепениот, односно Основниот суд на повторно судење. Како вие гледате на ваквата одлука? Можно ли е власта преку Уставниот суд
да режира свој случај кој би го искористиле за промена на уставот со цел да влезат бугарите во преамбулата, како што го направија тоа за промена на уставот со цел промена на историското име. Или пак го гледате како светлина од темен тунел кој ќе го осветли патот на правдата и кој би имал политички бенефит од сето ова? За жал, јас чинам дека и на вашата емисија некаде на некој од минатите видувања проговорив токму на оваа тема, дека власта во своето измамништво, во својата расипаност, можно е дури да игра и на картата на осудените за 27 април, за да некако постигне некаква можност за уставни измени и завршување на она што го има преземено како обврска пред своите господари. Меѓутоа, ние денеска, сега се обидуваме да разговараме за одлуки на еден систем кој има 3% доверба кај граѓаните на Република Македонија. Ние сакаме да разговараме за одлуки на правосуден систем кој едноставно не постои во Република Македонија. Тој и таков правосуден систем, за жал, е само, пак сега тоа се новите слуги на внатрешните господари. За жал, судиите, судскиот систем и обвинителството не се самостојни во оваа држава, не можат да донесат одлуки онака како што би требало, и од тука дури мене ми е и тешко да коментирам одлуки, решенија и донесени пресуди на луѓе кои навистина немаат никаков авторитет, никаков рейтинг и никаква доверба кај ниту 97,8% од македонските граѓани. Ковачевски, Османи и Маричич скоро секојдневно го повикуваа ВМРО ДПМНЕ да гласа за уставните измени. Пред некој ден од ВМРО ДПМНЕ стигна последниот одговор, а тоа е на еден начин подсетник за она што во последниве денови и недели владата на Ковачевски, но и евроамбасадорот Гир го зборуваат, а тоа е да се промени преамбулата на македонскиот устав под терк на хрватскиот устав, но и на други европски држави. ВМРО ДПМНЕ подолго време стои, се разбира, заедно со Коалицијата за обнова на Македонија, цврсто на ставот дека нема да дозволи промена на уставот под уцена и притисоци од страна на Бугарија, а од власта ја обвинуваа за антиевропска. Сега, кога лидерот на партијата Христијан Мицкоски го реактуализира тој владин предлог, одеднаш молк од страна на владата и владеачкото мнозинство. Како гледате на фрлената ракавица од страна на ВМРО ДПМНЕ да се направи промената на уставот според хрватскиот модел, со што Македонија ќе постигне национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства, како што впрочем беше, ми се чини дека и пред рамковниот договор. И како го гледате молкот на Димитар Ковачевски, но и целата влада? Значи, видете, жално е да говориме за, повторно ќе речам, за луѓе кои слугуваат на надворешни господари. Тие едноставно ниту знаат што се вистински европски вредности. Христијан Мицкоски точно им го покажа европскиот пат и им рече, ајде, ако навистина сакате да тргнеме сите заедно по европскиот пат, меѓутоа гледате дека веднаш имаме отпор кај проевропските албанци, веднаш имаме отпори кај проевропското СДСМ, кон вистинските европски вредности. Вистински европски вредности се уставите на европските држави, тие тоа не го прифаќаат, го замајуваат македонскиот народ и сите останати граѓани во оваа држава, ги замајуваат со лажните, со псевдовредностите, со она што не е ниту вредност, со она со кое треба да биде уништено семејството, треба да бидат уништени децата и треба да биде уништена државата. Тие како европски вредности ги прикажуваат само ЛГБТ вредностите, ги прикажуваат вредностите на таа малцинска група и преку тоа сакаат да не убедат дека се доближуваме кон Европа и се доближуваме кон начинот на живење. За жал, тоа е уште една, јас морам да излезам овде од рамките на внатрешните проблеми во Република Македонија, за да сватат гледачите и оние кои не слушаат што се случува. Ние во моментов ја живееме
можеби најисторискиот период од постоењето на на човековата историја. Живееме едно епско време во кое се случува на вистина судир на цивилизации. Ова го имало повеќе неколку пати досега низ човековата историја, кога биле уништувани цивилизации и претежно во уништувањето на тие цивилизации учествувала западно-христијанската религија, односно учествувала римокатолицизмот од Ватикан, па така, да речеме, имаме уништување на Источното Римско царство, односно на Византија, на византиската цивилизација, имаме уништување, ако сакате, на автентичната цивилизација, на домородните населеници во Америка. Уништена е на цела цивилизација на маите, на ацтеките и на индијанците во Северна Америка. Денеска се обидува да биде уништена цивилизацијата на нормалното, цивилизацијата на Божиото, на она што за жал последно го сочувува само православието или источното христијанство. Ние сме сведоци дека видовте што се случи во Киев, во Киевско-Печеската лавра, каде што тамошниот, мене ми е дури и тешко и да зборувам, кога видовте како настојникот на лаврата беше осуден на притвор и како на ногата му закачува апарат со кој тој ќе биде следен. Тоа е понижување, треба да биде понижена таа цивилизација, треба да биде уништена таа цивилизација и во рамките на тоа се случува и ова што се случува во Македонија. Меѓутоа, ние мораме да бидеме свесни дека во моментов светот веќе не е ист како што беше до завчера, веќе се формира нов паралелен свет кој си го формираат земјите кои се надвор од ова евроатланска или западно-христијанска организација. Тоа е она која себе си се нарекува меѓународна заедница, а која е всушност само 14% од целокупната популација на земјината топка. Ние сме сведоци дека ќе се воведе и нова валута со која земјите надвор од таа и така наречена меѓународна заедница ќе работат меѓу себе и тоа ќе доведе до формирање на два паралелни непомирливи света меѓу себе. На Република Македонија треба да биде за жал втурната. Се што се работи минативе години се работи да биде втурната во оној кој тие самите го нарекуваат слободен свет, нели демократски, слободен свет, ние треба да бидеме втурнати таму со тие вредности кои ни ги прикажуваат како евроатлански вредности, а другите држави кои нема да бидат таму, кои ќе имаат среќа да не бидат таму, тие ќе бидат во ослободениот свет, пак оној свет кој ќе се ослободи од нивниот притисок и од слугувањето кон нив. Господин Ангеловски, како гледате на бугарското барање да имале нивни представник во Уставната комисија која ќе разговара за промената на македонскиот устав, за да влезат токму бугарите во преамбулата, за што се обврзала оваа македонска народна влад? Ова изјава дојде од сега веќе поранешниот технички премиер на Бугарија Милков, кој покрај оваа изјава обелодени дека веќе контактирал со македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи. Зошто за сето ова молчи Бујар Османи? И како гледате на најновата изјава од страна на новиот технички премиер на Бугарија Голаб Донев, кој рече дека Бугарија не сака да се меша во внатрешните работи на Македонија, бидејќи уставните измени и носење на други закони, секоја држава треба да ги решава согласно внатрешната практика, додавајќи дека не била точна интерпретацијата дека Бугарија сакала да се меша во тој процес. За жал, најпрво, Република Бугарија нема влада која може да биде партнер на било кого во преговорите. Ние сме сведоци дека пред една недела повторно изборите беа такви какви што беа и во Република Бугарија, доколку се одржат и уште 7 пати изборите, распоредот на силите ќе остане таков и во Бугарија едноставно не може да се состави влада која ќе има ингеренции и која ќе може да говори, да преговара и да разговара за сериозни меѓународни прашања. Тоа е првото. Второ, вистина е дека Бугарија сака да се меша во внатрешните работи, сака дури и да учествува во она што значи уставни измени во Република Македонија и јас
ќе ги потсетам гледачите и слушателите на тоа дека јас тоа го пишував одамна, го пишував веднаш после договорот со Атина, дека за жал покрај воената окупација, се извинувам, покрај воената окупација која им е позната на сите, нели, кога една армија со оружје ќе влезе и ќе окупира друга држава, постои во политичката теорија, постои една поинаква окупација, тоа се вика гарантна окупација, кога една држава потпишува договор со друга држава дека ќе и дозволи целосно мешање во нејзините внатрешни работи, се додека не се реализира она што тие го договориле. Ние таквиот пример на гарантна окупација веќе го имаме со официјална Атина, која има право да се меша во се што се случува во Република Македонија, се додека не биде исполнета и последната запирка од договорот кој беше потпишан во Преспа. Тоа истото како позиција на гарантна окупација, за жал, сега се обидува да го издействува и официјална Софија и да добие можност да се меша во внатрешните работи се до исполнување на и последната точка од некаков договор за добрососедство кој тие сакаат да го наметнат. Како гледате на изјавите од албанските политички партии, на кои од една страна им пречи што во Уставот се споменуваат само бројка со 20% и бараат тоа да се избрише од Уставот, а од друга страна им пречи хрватскиот модел затоа што во него, доколку се имплементира, односно преслика во македонскиот Устав, им пречи затоа што во него нема да се споменуваат бројки? А токму затоа им пречи, инаку нивна беше заложбата, нивна беше битката да влезе тој процент, затоа и беа штелувани резултатите од пописот, затоа беше вршено се она што беше вршено, за да преку таквата ситуација на внесување на едно малцинство со над 20% се обезбеди бинационалност во држава, односно покрај македонскиот народ, само уште малцинството кое е со повеќе од 20% да ги има тие права. Ами ние така ги измаргинализиравме и ги поттурнавме сите останати делови од народите кои живеат во Република Македонија, ниту еден од нив ги нема тие истите права што ги има албанското малцинство, само затоа што во Уставот ставивме некоја измислена бројка од 20%. Што да речеме, доколку ставевме бројка од 5%, може би во таква ситуација и некој друго малцинство ќе влезеше со истите права кои денеска ги има албанското малцинство. Токму затоа на Република Македонија, за нас македонците е повеќе од јасно дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ, во која сите останати малцинства и делови од народи кои живеат овде, се едно како ќе ги запишете, ќе ги уживаат правата кои ги ужива и македонскиот народ. При тоа, јас сакам да биде јасно, да се знае дека едно е да имате мултиетничка држава, а друго е да градите мултиетничко општество. Ние македонците во секој случај веќе децении наназад, без и да го запишеме тоа, и не децении, туку и столетија наназад сме граделе мултиетничко општество. Меѓутоа Македонија не може да биде мултиетничка држава затоа што таква на европскиот континент не постои. Македонија може да си биде национална држава на македонскиот народ, каква што впрочем е и државата на Албанија на албанскиот народ, Бугарија на бугарскиот, Грција на грчкиот народ, Србија на српскиот народ и дури сега еден протекторат како што е Косово бара и сака да биде национална држава, нели, на албанците. Од тука немаме дилеми, единствен европски пат за Македонија е патот по европските искуства во создавањето на уставите. Така. Поранешниот премиер Љупчо Ѓеоргиевски во средата на една национална телевизија кажа нешто што е поврзано барем спрема нас со многу често зачестени посети на дипломати како од Брисел, така и од Европската Унија, но и од САД, кои ни вршат притисок се со цел да си ја спроведат нивната агенда, а на штета на Македонија и македонскиот народ.
Тој го спомена обраќањето на хрватскиот премиер во Македонското собрание, каде што кажа колку милиарди евра ќе добиела Хрватска од европските фондови, поврзувајќи го тоа дека Македонија поради, како што тој ги нарече, квази националистички дискусии и со квази патриотски и национални проблеми, губиме драгоцено време, додавајќи дека уставните измени кои требало да се направат била најмалата цена која што Македонија требало да ја плати за да оди напред, бидејќи не гледал зошто влегувањето на бугарите во преамбулата би правел проблем. Ваш став и ваше видување на овие негови изјави? За жал, Георгиевски е еден дел од таа голема измама која му се случи на македонскиот народ во минативе 33 години. И повеќе од јасно е дека и тој е добар слуга на сеедно кој господар, и повеќе од јасни се неговите изјави. Меѓутоа, јас овде сакам, ќе го поврземе ова со она што во моментов ни се случува во Република Македонија. Сакам да сватат слушателите дека во 90-тите години Љупчо Георгиевски ниту го изгради својот рейтинг, ниту стана она што беше со промакедонски изјави. Љупчо Георгиевски излегуваше само со антисрпски изјави и така стана председател на ВМРО ДПМН, така стана премиер и така ја изгради својата политичка кариера. Значи, со антисрпските ставови. Денес имаме една поинаква ситуација во Република Македонија, се појавуваат политички партии, се појавуваат политичари, кои јас ги нарекувам шестата колона во Република Македонија, кои пак растат и го создаваат својот рейтинг со антибугарската реторика и со своите антибугарски ставови. Не се тоа промакедонски ставови, туку тоа се хистерични антибугарски ставови. Вие гледате и знаеме дека такви политички партии имаме, да речеме, обидот сега на Кумановскиот градоначалник да создаде политичка партија кој веќе го има на анкетите со неговиот рейтинг, кој нема промакедонска политика, меѓутоа има хистерична антибугарска политика. Ние го имаме и обидот на политичката партија Левица, која исто така во моментов, крадејќи ја нели флашката во Благоевград и објавувајќи војна на бугарската политика, а не со промакедонски ставови, туку со антибугарски ставови, се стануваат шестата колона во Република. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тие се луѓето кои СДСМ ги фрла зад грбот на опозицијата, односно зад грбот на коалицијата за нашата коалиција која предводи ВМРО ДПМН. Тие одат подесно од нас со своите ултрапатриотски, односно ултра антибугарски ставови, сакаат да докажат пред македонската јавност дека ние во коалицијата за обнова на Македонија сме многу меки, дека немаме ставови кои треба да бидат такви какви што се нивните ултрапатриотски, и тоа е таа опасност сега која во таквата група спаѓа и Љупчо Георгиевски, кој нели е коалиционен партнер на СДСМ. Тоа се старите методи на УДБА кои ги користела со години и со децении наназад, и сега се тоа луѓе кои службите полека, но сигурно ги вметнуваат во битката за да одземаат гласови од десницата, да одземаат гласови од нашата коалиција, за одземајќи ги тие гласови да му овозможат на СДСМ со заеднички настап со сите албански партии да продолжи да владее со Македонија, додека не ја доуништи и додека не ја заврши агендата за асимилација на македонскиот народ, за уништување на македонската држава и уништување на македонската православна црква, односно она што го зборувавме, тројството црква, нација и држава, да се формира држава Северна Македонија, нација на граѓани на Република Северна Македонија и православна црква на Северна Македонија. Тука се заокружува формирањето на новата држава и асимилацијата на македонскиот народ од северномакедонците, за да им биде јасно на гледачите за што зборувам. Секој окупатор во моментов Македонија е окупирана од таа мала северномакедонска групација. Секој окупатор која ќе дојде на една територија,
тој се обидува да изврши потоа втората фаза е асимилација на тамошното домицилно население. Кога дошле србите овде во 20-тите години на минатиот век и кога ја започнале асимилацијата, тие најпрво ги бришеле имињата од установите, не дозволувале во личните документи да се пишуваат македонци, не дозволувале да постои Македонска православна црква и така го започнале обидот за асимилација на македонскиот народ. Исто кога дошла бугарската администрација во 41-та, започнала со бришење на имињата на институциите, со менување на документите, каде што не било дозволено да спишува македонец, со менување на образовниот систем, односно на она што се учело, со бришење на Македонска православна црква. Ние денеска имаме обид на една северно-македонска гарнитура да изврши асимилација на македонскиот народ во северно-македонски народ. И ние тоа мораме по секоја цена да го спречиме. Во истото интервју, Георгиевски изнесе една неточна информација, тоа е дека во диаспората имало една организација која го носила името Македонска патриотска организација, алудирајќи на МПО во САД, а за која сите знаат дека е бугарска организација и дека стои на иста линија со Бугарија околу непризнавањето на Македонија, македонскиот народ и јазик, која спрема зборовите на Георгиевски била постара од сите други македонски организации во диаспората и која се борела за самостојна и независна Македонија во сите можни времиња. Како гледате на овие негови изјави? Може ли организација од ваков тип и со вакви ставови да се бори за независна самостојна Македонија во сите времиња? Знаете, 98-та година, ние до 97-та, од 96-та на локалните избори, 2 години бевме во коалиција МААК со ВМРО ДПМН, со тогашното ВМРО ДПМН на Љупчо Георгиевски. 98 година МААК се повлече од таа коалиција, ние се скаравме едноставно со Георгиевски, токму на овие тези, на ставот околу македонското постоење, и јас тогаш до мене дојде едно писмо токму од МПО од Америка, упатено до Георгиевски. Јас во предизборието 98 година на сите митинзи на МААК го читав тоа писмо. Писмото беше упатено од МПО до Љупчо Георгиевски, каде што му се дава поддршка на Георгиевски заедно со Џафери, сега веќе покојниот Џафери, тогашниот председател на ДПА, да ја чуваат Македонија ваква каква што е, се до моментите на незина поделба меѓу Бугарија и Албанија. Значи, ова беше официјално писмо испратено до Љупчо Георгиевски во предизборието 98-та, чинам дека тоа ви кажува се. Инаку, една од исто така старите, да речеме, организации формирани 59-та, значи пред 64 години, е организацијата Обединети македонци во Канада, па потоа се тоа организациите формирани во Австралија, кои на вистина работат, иако мораме да бидеме овде искрени, иако се до 90-та, многу интензивно, а и после 90-та, оние служби до тогашната УДБА и денешните наследници на УДБА се обидуваат и успеваат до некаде да се инфилтрираат и во организациите на македонците во Северна Америка и во Австралија, меѓутоа, за среќа, со не така голем успех, кој може да доведе до распад на македонското иселеништво. Се уште имате цврсти луѓе, се уште има луѓе кои се задоени со македонската идеја, и од тука сметам дека македонското расејание или македонското иселеништво уште како треба да и помогне денес на матичната мајка, на матицата, да го сочуваме ова што треба да го сочуваме. Така. Господине Ангеловски, како гледате на изјавата, односно најавата од страна на лидерот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски, дека СДСМ започнува со теренски активности во 940 населени места во Македонија? На што се должи ваквата изјава? До што сме поблиску, до уставни измени или до предвремени парламентарни избори? Сега ќе се обидам малку, да се насмееме.
мораат да ги искористат електричните автомобили што ги направија во фабриката во Тетово, да ги поминат оние 1600 километри автопат кои ги изградија и да се сретнат со луѓето. Ете на тоа се должи, но ајде да ја оставиме шегата на страна. Одамна ѓаволот ја отерал шегата од Македонија. Одамна ја однел шегата. Да, меѓутоа, знаете, тие се свесни за својата немоќ, свесни се дека навистина не успеа камен на камен да постават во Македонија во овие 6 години колку што се на власт, не успеа да изградат ништо, успеа да урнат нешто, она што можеа да го урнат, да речеме оградата околу владата и споменикот на Ќосето, за кој еве сега недоучените во СДСМ, како што е градоначалникот на Центар, па вели Ќосето нема никаква врска со општина Центар. Ами, ако не беше Ќосето и неговите соборци, ќе постоеше ли денеска општина Центар и ќе постоеше ли денеска ваквата македонска држава? И како може некој таков да каже дека Ќосето нема никаква врска со општина Центар? Сите тие хероите, македонските херои, македонските борци имаат уште како нераскинлива врска со секој дел од македонската држава, од македонските окупирани територии и од македонците раселени ширум светот. Од тука СДСМ е свесно дека ги губи позициите дефинитивно, дека се наоѓа во слободен пат, дека рейтингот им е некаде дури на ниво на грешка, на неверојатно. Дури чинам дека не постоела политичка партија во овие 33 години која имала толку ниско ниво на доверба колку што има СДСМ, ќе се обидат. Вие гледате, имаат по 10 на 20 луѓе кои доаѓаат на нивните средби, онаму каде што се нели тие со народот, и тоа рамо до рамо со народот, и тоа сето ќе им биде показател дека стојат многу лошо, и од тука не верувам дека ќе се осмелат да дадат превремени избори, ќе се обидуваат да пролонгираат до последната секунда, од последниот ден, од последната можност да останат на власт. Многу често од опозицијата бара обединување. На сите им јасно дека македонското општество е поделено. Од една страна се оние кои си ја сакаат Македонија, а на другата страна се оние кои го променија името, со еден збор ја масакрира државата со нивното национално злосторство врз македонскиот народ, преку менување на историското име, менувањето на историјата, на идентитетот и традицијата. Можно ли е обединување на двете спротивставени страни, што ги споменавме, или пак сега е време веќе на обединување на сите опозициони партии и граѓански здруженија кои не се согласуваат со политиките на ова ненародна влада и власт на Ковачевски, односно на СДСМ и другите партии кои се дел од ненародната влада? За жал, многу е тешко помирувањето, затоа што поделбите се исклучително големи. Меѓутоа, тие поделби не се привилегија на македонската држава и на македонскиот народ. Ние сме сведоци дека можеби најподелена држава во моментот во светот е токму таа која ги создава поделбите, односно Соединетите Американски држави. Вие гледате дека се апси дури и поранешниот председател, тоа се должи на исклучивоста на таа неолиберална структура, на таа линија која оди линијата Клинтон, Обама, Бајден, која е исклучива во своето однесување, која нема ниту желба, ниту можност за каков и да е компромис, ниту на план на меѓународните односи, ниту внатре во државите. И од тука Америка е денеска најподелената држава, и таа и таква поделеност ја вметнува и во државите кои се нејзини слуги. Во европските држави имаме голема поделеност, меѓутоа оние медиумите кои за жал се само во собственост на неолибералната власт не ги прикажуваат таквите нешта, и сето тоа се случува само заради неподготвеноста на компромис. Ами ние го имаме тоа и кај нас, Социјалдемократскиот сојуз, или оваа група која го узурпира Социјалдемократскиот сојуз за да владее со Македонија, не е подготвен на никаков компромис, не е подготвен на никакви отстапки, само бара отстапки и компромиси од опозицијата, односно од десницата, односно од македонските патриоти. И од тука немаме ние ниту потреба,
ниту начин, ниту можност повеќе да отстапуваме за да направиме каква и да е соработка со злосторниците кои ја уништуваат македонската држава. Доколку некој го стори тоа од опозицијата, доколку некој тоа го стори од коалицијата за обнова на Македонија, во која припаѓа МААК и во која можеби МААК е најцврстиот директ на националните интереси на македонците, доколку некој тоа го стори, тој ќе биде соучесник во злосторството кое оваа група го врши врз Република Македонија. Што се однесува до обединувањето на сите во опозицијата, јас повторно ќе напоменам, затоа што службите си ја работат својата работа, ние можеме да имаме обединување само на политички субјекти, здруженија или не знам што, политички партии на врз основа на промакедонски ставови. Никако со лажни ставови, антибугарски, антисрпски или вакви или онакви кои на народот му изгледаат приемчиво и му изгледаат како да се промакедонски. Меѓутоа, упорно тврдам, упорно говорам и упорно сакам на мојот народ да му укажам дека мора да чита и меѓу редови и да ги бара само промакедонските ставови, само оние кои се во интерес на македонскиот народ и македонската држава. Так. Пред некој ден, поранешната шефица на јавното обвинителство Вилма Русковска на една национална телевизија обелодени дека трпела огромни притисоци, но и непристојни предлози за случајот Рашковски, поранешниот генсек на СДСМ. Како гледате на ваквите нејзини изјави? Зошто молчала Русковска тогаш, а дури сега се одлучи да проговори дали таа е деградирана од нејзината функција, бидејќи наводно не сакала да попушти или пак за нејзиното деградирање има друга причина? Знаете, повторно ќе речем, и таа жена е дел од системот кој има 3% доверба кај граѓаните на Република Македонија. И таа е еден дел од големата измама која се направи во Република Македонија, посебно кон македонскиот народ и кон луѓето кои Македонија сакаат да ја сочуваат како Македонија. И едноставно дури ми е тешко да коментирам меѓусебни пресметки на слугите на власта, сега во овој момент веќе влегуваат во меѓусебни пресметки за да успеат што побезболно да го напуштат бродот кој почнува да тоне. Знаете, тоа е како кога тоне бродот и кога глувците бегаат, постои борба меѓу нив, тие дури се јадат еден со друг, кој се гризат еден со друг, кој побрзо да фати позиција за да избега од бродот што тоне. Тоа денеска се случува и во правосудниот, тоа се случува во сите сфери на живеењето во Република Македонија. Вие гледате вчера и директорот на СМ Васко Ковачевски од Битола си поднесе оставка, глувците бегаат од бродот, се обидуваат да се спасат и во таков контекст го гледам и ова што се случува со Русковска. Како гледате на приведувањето на поранешниот председател на САД, а поради 34 дела за кои се товари? Дали со неговото приведување се отвори патот на поделба во американското општество и какви ќе бидат и кои долгорочните последици од ова што се случи? Дали Трамп со ова на прв поглед неправда му се затврстува позицијата за еден председател на САД? Па, веќе проговоривме дека поделбата во САД е таква што тешко дека Соединетите Американски држави може да безболно да ја надминат таквата поделба. Што се однесува до Трамп, тоа не се 34 дела, јас го следам случувањето во Соединетите Американски држави, туку тоа е едно дело кое 34 пати е мултиплицирано, односно 34 пати е објаснето, барем според кажувањето на адвокатот на Доналд Трамп. И мислам дека тој точно создава една ситуација со која ќе биде единствениот кандидат на Републиканската партија во наредните председателски избори и дека доколку не биде затворен, а искрено јас не можам да верувам во демократичноста на оние кои во моментов се на власт и дека нема да сторат дури и кривично дело без докази и без постоење на дело да го затворат Трамп. Меѓутоа, тоа ќе биде веќе
прелевање на чашата и не знам со какви последици тоа Соединетите Американски држави ќе се соочат, но вие гледате дека во моментов оваа гарнитура на власт, Клинтон, Обама, Бајден, Оската, дека сака да расчисти со се што значи суверенизам во светот и им се главни непријатели суверенистите, луѓето кои имаат суверенистичка идеологија, како прв таков, веќе нели како непријател број 1 во светот е означен Владимир Путин, како втор веќе е означен кинескиот премиер Си Џинпинг, како трет е означен Трамп и јас искрено очекувам веќе нареден за одстрел да биде турскиот председател Ердоган, да биде унгарскиот премиер Орбан и многу скоро да биде и српскиот председател Вучич. Значи, тоа е отворената битка на глобалистите против суверенистичката идеологија и обидот да битката против Трамп влегува во дел од ваквата битка против суверенизмот во светот. Господине Ангеловски, разговоров ќе го продолжиме со неколку блиц прашања, ако е можно и блиц одговори. Како гледате на одлуката на огнената група да остане во ДУИ и да делува како фракција, иако лидерот на ДУИ Али Ахмети се искажа против фракционерството? Дали следниот чекор ќе биде исклучување, а со тоа и формирање на нова политичка партија? Секако, мислам дека таа така наречена огнена група во ДУИ секако ќе прерасне во нова политичка партија и искрено ќе ви кажам, јас имам големи надежи токму во формирањето на таа и таква нова политичка партија, затоа што она што досега го прави е спротивставување токму на грубизацијата на Република Македонија, термин кој јас го користам веќе 3-4 години. Тие денеска како внатрепартиска фракција веќе се спротивставуваат на грубизацијата, значи два паралелни процеси заевизација и грубизација кои ја уништуваат Македонија. Ние македонците треба да се спротивставиме на процесот на заевизација, кој сега го продолжува неговиот престолонаследник, а добро е што во ДУИ се формира таква група која ќе се спротивстави на процесот на грубизација, на процесот на корупција внатре во албанскиот дел од политичкиот кампус, што ќе рече дека зад нив ќе застанат сите онеправдани албанци, односно оние кои не можат во оваа држава да просперираат, да си најдат работно место, да отворат бизнис, да работат бизнис, доколку не се блиски до груби или до луѓето на груби. И тука би била позитивната активност на таа и таква огнена група која искрено верувам дека ќе прерасне во политичка партија. Во јавноста излегува имиња на лица кои би биле дел од експертската работна група за припремање на амандманите. За кратко бевме исклучени, ма не вратија пак. Да. Но истите тие ги демантира ваквите информации, велејќи дека никој не ги контактирал. Со која се власта ги пушта ваквите информации да кружат во јавноста? И како гледате на туркањето од страна на оваа ненародна влада да се формира таа како што ја нарекоа работна група, иако се знае дека немаат двотретинско мнозинство, бидејќи ВМРО, ДПМН и Левица, но и Социјалистичката партија се изјаснија дека нема да прават своји представници и нема да учествуваат во расправата. Верувам дека и вие нема да пратите свој представник тамо во тие групи. Значи, повеќе од сигурно е дека никој од опозицијата не сака да учествува во алиби формирањето алиби група која би требало да ја одземе дел од одговорноста од оваа криминална власт и да ја сподели заедно со нив. Значи, секој учествување во една таква експертска група или како сакате наречете од опозицијата би значело повторно ќе речем, значи соучесниство во злосторството и поделба на одговорноста за злото што и се нанесува на Македонија и од тука, она што како имиња беа представени како експерти, зарем треба збор, зарем треба некаков коментар за тие истите кои од правниот факултет произлегуваат од правниот факултет во Скопје, луѓе кои 33 години ја уништуваат Македонија токму преку правните одлуки кои ги носат.
Одлуката на Уставниот суд да им се овозможи покачување на платите на сите именувани и назначени функционери, дури за 78%, така речено ја збесна македонската јавност. На дел од функционерите веќе им легнаа првите покачувања. Владата за сега нема донесено никаква одлука околу тоа, освен една паушална изјава дека не било добро сега да се покачуваат платите, но не смееле да се мешаат во одлуката на Уставниот суд. Како гледате на ваквите изјави на владата и дали има некој друг механизам да се замрзнат платите на именуваните и назначените функционери? Да, има механизам, не само да им се замрзнат платите, туку и тие самите да бидат замрзнати. И тој механизам го гледаме во моментов на дело во Франција. Тој е единствениот механизам и не знам зошто овој народ и граѓаните на оваа држава го одмолчуваат и ова што му се случува, додека тие живеат со 20.000 денари, злосторниците од власта си дозволуваат да си ги покачат платите за 87%. Во една Франција, само заради зголемување на годиштето за пензионирање или зголемување на цената на лебот за 200 или цената на нафтата за 500 или, како се викаат веќе тие деловите центи, деловите од еврото, вие имате милиони французи по улиците, ние седиме на тастатурите и плукаме и пцуеме по оние кои тоа го направиле, меѓутоа малкумина ќе се одважат утре да излеземе на улиците во една река која ќе ги однесе сите тие кои така го прават ова злосторство. Река од 100, 200, 300 илјади народ, македонци кои ќе излезат на улиците и едноставно ќе ги фигуративно ќе ги фрлат во вардар овие кои ова го прават. Како ќе го прокоментирате оправдувањето на државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски дека дисциплинската постапка против Вилма Русковска била затоа што не можел повеќе да трпи незаконитости во работењето? Значи, ако сакаме да говориме за стрип во продолжение, карикатурален стрип во продолжение, тоа да говориме и за Јовевски и за Русковска, едноставно не сакам ниту да коментирам такви недугавости кои се случуваат во Република Македонија. Како гледате на новата функција на Артан Груби, кој на владина седница беше назначен за координатор на Коридорот 8? Па, носеше и маечка, да. Знаете, ако тргнеме според она што го сторија, дали сте виделе вие досега некаде, не во Македонија, не во Австралија, туку каде и да е, да се отвара табла. Ние имавме свечено отварање на табла на која пишува дека ќе започне изградба на Коридорот 8. И сега тој и таков лик е не знам, е човекот кој треба да стои пред таблата и да не убедува дека Коридорот 8 ќе започне. Повторно, не знам, делува дури карикатурално ова што се случува во Македонија. Току така, меѓутоа, се она што се случува мораме на некој начин да го прокоментираме, да остане забележано. Инаку министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска вчера се пожали дека во Македонија немало уметници кои изработувале ветражи и ветражни стакла за да можеле да направат санација и да ги санираат штетите на споменикот Македониум во Крушево. Но за да апсурдот биде поголем, таа се пожали дека во изминатиот период во Македонија немало поволно и силно време за да ги санираат штетите од прокапувањето. Како гледате на незините вакви изјави? Дали треба министерката да ја каже на македонската јавност каде живее во овие години од незиново министерување, бидејќи во тие години која што таа министерува, сигурно имаше доволно сончеви денови за да ги санира штетите? Повторно ќе мораме малку да се насмееме. Најверојатно, господјата, со која јас инаку имав средба за која ќе ви говорам подоцна, најверојатно се уште живее во скафандерот во кој се појави на гласањето во парламентот и затоа не може да ги согледа работите онака какви што се. Таа беше жената која како пратеник нели дојде да гласа за во време на короната во скафандер облечена. Инаку јас имав средба со господјата министер. Имав средба во врска со реновирањето на универзалната сала во Скопје, јас како председател на Комисијата за култура во Присоветот на град Скопје и искрено
бев дури изненаден од незината желба да помогне за да се реновира универзалната сала и сето она што го кажа во разговорот со мене. Меѓутоа, морам да ви кажам, јас кога влегов, имаше тука луѓе кои работеа, интензивно работеа, печатеа нешто, печатира и така натаму, и реков, господјо министер, имате многу обврски, многу работа. Да, вели, не можеме глава да кренеме. Па велам, ви падна вам најнеблагодарната обврска да ја вршите културната асимилација на македонскиот народ во северно-македонски, вие, викам, сте тие кои треба да ги менувате имињата на институциите и така натаму. И така некако течеше нашиот разговор, но сакам да верувам дека многу скоро луѓето кои се дојдени, не знаат од каде се дојдени, не знаат зошто се дојдени и не знаат што треба да работат, дека многу скоро ќе си заминат. Многу пред некој ден имаше поранешниот премиер Никола Груевски, од кој многу мина се оградуваат. Меѓутоа, јас сакам да често да речам дека беше човекот кој најмногу сработи за Република Македонија. Пред неколку дена имаше објавено еден текст на социјалните мрежи со наведување на сите проекти од културата кои беа сработени во негово време. Тоа беше еден бескраен низ на проекти кои не можете дури ни да го дочитате. Кажете ми еден камен врз камен кој е поставен после неговото заминување, односно во времето на владењето на СДСМ. Еден камен врз камен. Нема. Тоа е коментар на сето. Така. Господине Ангеловски, ви благодариме од срце да сте ни живи и здрави, ги удостоивме нашите слушатели. Верувам не слушаа со внимание. Имајте си убав празничен викенд, утре рековме цветници, нека ви е убав денот, секое добро, пријатно до слушање и се надевам скоро до видување овде на Македонски корени. Ви благодарам, се надевам дека гледачите не беа непријатно изненадени со моето појавување, бидејќи не бев најавен дека ќе гостувам. Нека ни се за многогодини празниците, за многогодини утрешниот цветници, влегувањето на Исус Христос во Ерусалим. Нека ни се честити и благословени великденските празници кои веќе идната недела ќе ги дочекаме. И да сме живи и здрави, да го дочекаме влегувањето на вистината во Македонија, како што беше влегувањето на Исус во Ерусалим. Дај Боже. Дај Боже, уште еднаш на крајот да подсетиме и да ви се заблагодариме за тоа што ни излеговте во пресед. На вистина бевме во една таква голема двумица што да правиме. Меѓутоа ето, каде што има слога, има и Бога. Так. Ви благодариме многу. Остануваме во контакт. Довидување. Секој добро. Довидување.